Започнуваме со регионалните вести. Ова се настаните на денот. 4 нови заразени со COVID-19 во Тетово, 41 нов случај на ниво на државата. Денеска низ Тетово можеше да се забележи како некои такси комбиња вршат превоз. Од идниот вторник повторно ќе работи градскиот пазар во Гостивар. Четири нови заразени со COVID-19 во Тетово, а 41 нов случај на ниво на држава. Министерството за здравство информира и за 29 излекувани пациенти. Четворица ново заразени со COVID-19 во Тетово, а 41 нов потврден случај во земјава. Ова се најновите информации за изминатото деноноќие. Исто така биле направени 649 теста, а регистрирани се и 29 излекувани пациенти. Од оздравените пациенти, 4 се пуштени од болничко лекување, а 25 од нив биле на лекување во домашни услови. Ова што секој ден имаме излекувани пациенти е навистина еден факт кој што охрабрува, дополнителна мотивација на сите нас, најмногу на здравствените работници кои што работат во болниците, меѓутоа имате чите лекари кои што ги водат пациентите на домашно лекување. По градови регистрирани нови случаи има во Скопје 17, Куманово 11, Прилеп 5, Тетово 4, Кавадарци 1, Гостивар 1, Крива Паланка 1, Кичево 1, Неготино 1. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во нашата земја изнесува 1300 лица. Од идниот вторник повторно ќе работи големиот градски пазар во Гостивар, кој превентивно беше затворен пред 1 месец. Нови случаи на COVID-19 во Гостиварско нема и состојбата е под контрола, заклучи денес кризниот штаб. Гостивар изминатите 10 дена нема новозаболени од коронавирус. Состојбата е под контрола, заклучија институциите на денешниот состанок на кризниот штаб. Олабавувањето на рестриктивните мерки во однос на скратувањето на полицискиот час беше оценето како добар чекор. Од идниот вторник повторно ќе работи големиот градски пазар, кој превентивно беше затворен пред месец дена. Со сопствениците на зелениот пазар во Гостивар се договоривме од идниот вторник, значи вторникот што доаѓа, зелениот пазар да почне да функционира, меѓутоа задолжително самите сопственици на зелениот пазар да им овозможат да имаат сите тие што продаваат во зелениот пазар заштитни маски, меѓутоа освен тоа да обезбедат и за сите луѓе кои што влегуваат во зелениот пазар да им се дадат бесплатно заштитни маски и да одржуваат број на луѓе кои што влегуваат во пазарот да биде ограничен, да не се ствараат поголеми гушви. Иако во статистиката на Министерството за здравство регионот на Гостивар се води со вкупно 14 заразени со корона. По конкретните податоци што ги добиваме од овдешните медицински служби зборуваат за помала бројка. Во општина Гостивар актуелно има 5 позитивни лица, а во општина Врапчиште 4. Двајца пациенти од Гостивар веќе имаат по 2 негативни теста, што значи дека се излекувани. Во евиденцијата на Министерството се вметнати и 2 лица од Тетовско Боговиње, чии тестови биле направени во Гостивар, како и една пациентка по потекло од Градец, село во општина Врапчиште, но со место на живење во Тетовско. И покрај забраната за организиран превоз, денеска на главните булевари низ Тетово можеше да се забележи како некои такси комбиња вршат превоз. Од полицијата велат дека ги контролираат, но засега само им изрекуваат опомени. На неколку места во Тетово денеска можеше да се забележи како некои такси превозници, претежно со комбиња, вршат организиран превоз од Тетово кон соседните општини. Велат дека знаат за забраната, но принудени се на ваков чекор, затоа што тоа им е единствената екзистенција. За да заработат, мора да направат неколку релации низ Полошко, за да ги донесат основните намирници кај своето семејство. Јас се борим за леп, се борим, не знам. Имам 3 деца, не ради нигде, мама и тата. 5 луѓе сме куќи, не ради нико.
Низ градот и денеска може да се забележат гужви. Дел од граѓаните кои живеат во руралните општини дојдоа со сопствен превоз, а тие кои немаат автомобили мораа, како што ни кажаа, да дојдат со организиран, затоа што во градот имале неодложни работи. Ма што да правим, кој е крив сега? Плата земам од Тетово. И од 5 недели што не сум бил во работа. За тоа. Од полицијата велат дека деновиве регистрирале комби превозници, кои не ја почитувале одлуката за забрана за организиран превоз. За сега тие добиваат само опомени. Првиот ден од практичната имплементација на оваа одлука во Тетово, сите прекршители само се предупредуваа, но сега веќе не е така, се евидентираат и против сите прекршители без исклучоци ќе бидат определени соодветни санкции. Владината одлука за забрана за организиран превоз од Тетово кон соседните општини беше побарана од градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа појасни дека има голем прилив на жители од руралните општини во Тетово, а целта на мерката е да се спречи ширењето на заразата со помалку контакти на населението од Полошкиот регион. Задолжителното носење на заштитна опрема на лицето според гостиварци е добра и прифатлива мерка. Граѓаните сметаат дека е подобро да има повеќе правила за самозаштита, отколку строг полициски час. Од денес стапи во сила задолжителното носење на заштитна опрема на лицето за територијата на целата држава. Според уредбата, граѓаните мора да ги покријат носот и устата со маска, шал или марама во маркети, банки, чекалници, пошти и други слични објекти каде има повеќе луѓе, како и на отворените пазари. Гостиварци со кои поразговаравме генерално се согласуваат со ваквата мерка, која дојде заедно со скратувањето на полицискиот час. Па нормално, со условите добро, во ред. И треба. Треба да се носи маска, заштитно нешто. Во ред. Сметате дека тоа ќе помогне да се... Па ќе спречи сигурно. Се колку ќе помогне, меѓутоа ќе спречи сигурно. Па што мислам, па не е лоша мерката, добра е мерката. Треба тоа да се применува. Си има маската, тука ма сум, видиш, во растојание со пријателиве. Мислам дека ќе помогне. Гостивар е свесен за таа работа. До сега мислам спрема и процентот и тоа дека го запазуваме тоа. Кое е вашето мислење на кои места треба да се носи заштита? Па видите банките таму, редовите во банките, треба тутунска помините таму, а во парковиве нема, види луѓето се на растојание. А во град е како и секогаш, како и нормално и треба да се носи. А најповеќе во продавници, да, тие тука има гужва. Добро, сега има обезбедување и мислам дека редот е запазен. Свесни се луѓето. Што мислите вие за... Помислам дека е исправно. Да се заштитиме поречно себе си, а и сите околу нас. Еве, како што гледате, почитувам. Така да. И би се надевал дека во скоро време се тоа лудило да заврши. Како вие ги прифаќате овие нови воведени мерки? Па, лично за мене се добри, затоа што дома не се издржува. Ама за постарите лица, за тие што се болни, не знам, има некои други што си мислат за тие работи. Чекор по чекор, ако сме сите свесни и ако мислиме ни на други, мислам дека побрзо би требало да заврши тоа. Газдите се должни да им обезбедат заштитна опрема на вработените, а граѓаните си ја плаќаат од свој џеб. Уредбата предвидува казни за непочитување кои ќе се изрекуваат од наредниот четврток, за како што е наведено, физичките и правните лица да имаат време да набават опрема. Висината на паричните казни се движи од 20 евра за физички лица, 500 евра за прекршок на одговорно лице во фирмата, па се до 2000 евра за фирмите. Заштитна опрема на лицето не мора да се носи ако граѓанинот престојува во двор на семејната куќа, вози велосипед или индивидуално спортува на отворено. Покривањето не е потребно и на јавни места од отворен тип, каде има можност да се одржува растојание од 2 метра, како и при патување во автомобил со лица од исто домаќинство.
Може би една позитивна работа од пандемијата со коронавирусот е намалувањето на загадувањето во светот. Тетово е еден од најзагадените градови, но мерки за решавање на проблемот ретко се преземаат, сметаат активистите. Вчера, 22 април, се одбележа Светскиот ден на планетата Земја. 22 април се одбележува како Светски ден на планетата Земја. Светот во моментов се соочува со глобална криза, пандемијата од коронавирусот. Светските медиуми и институции кои се грижат за заштитата на животната средина објавуваат дека планетата закрипнува во однос на енормното загадување со кое се соочуваше досега. Луѓето седат дома, фабриките не работат. Дали Земјата успева да се спаси и дали со пандемијата човештвото свати дека е најголемиот загадувач на својот заеднички дом. Активистите велат, пандемијата ни покажа дека може да се зачува животната средина. Она што е клучно е дека треба да се донесат одлуки и да се преземат конкретни мерки, смета Аријани Џафери од невладината Екогерила. Може да се преземат порадикални мерки за да се придонесува кон подобра животна средина и кон почист воздух. Со тоа што често пати сум кажал дека сообраќајот мора да се среди и не може секој да се излезе со секаква кола низ градот, но за тоа да се случува треба да имаме јавен превоз, а Тетово тоа го нема. Државата мора да инвестира повеќе пари на модернизација на старата индустрија, ако сака да ги зачува работните места и да им помогне на компаниите преку било какви механизми за да се апгрейдират на некој начин, да се надградат, за да си ги постигнат тие еколошки стандарди кои што се очекувани и побарани. Во Тетово, како еден од најзагадените градови во светот, досега се дадени многу препораки за решавање на загадувањето, но не се преземени доволно мерки од надлежните, сметаат активистите. Во време кога училиштата се затворени ширум светот и кога луѓето се во изолација, моќта на книгите треба да овозможи да се бориме против осаменоста и да ги прошириме нашите видици, се наведува во пораката од УНЕСКО по повод денешниот Светски ден на книгата и на авторското право. Во разговор со директорката на Националната установа Кочурацин од Тетово, Њомза и Мери Исмаили, таа го истакнува значењето на читањето, но и најавува нови наслови за тетовци. На денот кога се одбележува Светскиот ден на книгата и на авторското право, библиотеката Кочурацин не работи. Која е вашата порака до читателите и што би правеле токму на овој ден како библиотека? Добро, како прво, јас ви благодарам што сте интересирани за нашите читатели, тоа значи повеќе за нашите читатели него за мене како значи директор на библиотеката. Јас многу сум среќна што денеска можам да им се обратам на сите наши читатели. Денес е Светскиот ден на книгата, значи 23 април. Во поинакви услови, сега ке бевме во големата сала на Домот на културата и ке славевме за денешниот ден, ама сега заради, знаеме сите, COVID-19 пандемијата, сите културни настани се анулирани. Значи. И баш ми е жал заради тоа што во ово време на изолација, љубителите на книгата барат многу книги да читат, пошто повеќе сме дома, а ние како библиотека сме затворени и не можевме да им пружиме толку книги колку што сака, ама тоа е сепак заради нивната и нашата и безбедноста на сите граѓани. Значи ова е мерка и ние треба да ја почитуваме. Се надеваме дека уште малку ќе се враќаме во нормала и ќе работиме во подобри услови и со повеќе енергија, се надевам. Значи, овие месец дена, месец и пол више би требало да ја вклопиме целата наша енергија во себе и да продолжиме со нормалниот живот понатаму. Која е пораката зошто треба да се читаат книги? Па сега, знаењето е моќ. А без читање не верувам дека би могло да има некое знаење. Значи, најдобрите другари, ја како мото го користам ова, најдобрите другари во животот никогаш не треба да се разделат.
а тоа е луѓето, човекот и книгата. И тоа е како читањето на книгата е нешто што те стави или те праќа во некој друг свет што нам ни е непознат или во други различни доживувања што ние не можевме да ги доживиме во нашиот живот. И тоа е моќта на читањето. Значи, што повеќе читање, толку повеќе знаење, толку повеќе доживувања и се ставаш во местото на авторот на тоа што тој сака да ти каже со книгата. Дали кога ќе заврши сета оваа ситуација, читателите можат да очекуваат нови наслови во библиотеката? Да. Сега, најбарани овие, значи, нови книги сме имале континуирано, значи во континуитет сме имали нови наслови и ова година и пак ќе имаме исто нови наслови, само дај Боже што поскоро да се вратиме во нормала. Барани беа Ден Браун, Лусинда Рајли, Санда Браун, Елиф Шафак, Стив Бери и други автори, но сепак ќе имаме и нови наслови, ќе имаме што да им нудиме, само нека читат што повеќе. За време на светиот месец Рамазан џамиите ќе бидат затворени, велат од ИВЗ за државната агенција МИА. Do të jenë mbyllura për Ramazan, kjo si rezultati pandemisë me COVID-19. Ajo që na intereson neve është apeli, sugjerimi juaj, si duhet ta organizojnë dhe kalojnë besimtarët kohën në periudhë kur xhamit janë mbyllura, nuk do të kenë qasjet ata. Aleikum selam. Sparjer përshëndes shikuesit dhe lexuesit të agjencionit shtetëror MIA. Falenderoj këtë agjencion për këtë reportazh që na dha shansën dhe mundësinë që drejtohemi besimtarve me mesazh nga shtëpia e Allahut, me vetëm qëllim që ata të jenë më të informuar dhe të jenë më të qetë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Sa i takon pyetjes parë, do të thoya që kjo pandemi është nivel global dhe lokal, nga e cila nuk mund të hikim edhe ne dhe Bashkia Islame së bashku me xhamitë e veta ka treguar largpamësinë këtë drejtim dhe si pasojë e kësaj largpamësie kanë parapa si preventiv, si mas preventive, që xhamiat përkohësisht të mbeten të mbyllura me vetëm qëllim që të mbrojmë shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër, besimtarët është e ditur se duhet të tregohen fleksibil dhe adhurues të Allahut Azza wa Jall në gjitha situatat dhe rrethonat. Dhe si të tillë ata duhet të tregojnë këtë fleksibilitet duke u adaptuar në këtë gjendje të re dhe duke u munduar që përparësitë e kësaj gjendje të i shfrytëzojnë për ka e mira dhe për ka e mbara. Nëse më herët besimtarët ankoheshin se e kanë rënë dhe vështirë të agjërojnë muajin e bekuar të Ramazanit si pasojë angazhimeve të përditshme, të stërngarkuara, tani më ajo arsye bie poshtë nga se janë më të lirë dhe janë më të fuqishëm dhe mund të e shijojnë më mirë dhe të e kalojnë ditën në forma dhe mënyra multifunksionale, si që është leximi i Kur'anit, si që është ndeja me familjet, si që është brenda ditës vizita e farefisit, brenda ditës dëgjimi i Kur'anit nga lexues të ndryshëm, që ndoshta do ta kenë mundësinë, leximin e librave fetare, dëgjimin e emisioneve të dobishme, dhe gjitha këto për një besimtar nënkupton një Ramazan të bujshëm me shumë aktivitete të ndryshme.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!